Една од скопските општини која што за среќа нема проблем со зеленилото, но сепак размислува да ги зголеми парковските површини и општината Ѓорче Петров. Токму за активностите во Ѓорче Петров ќе зборуваме со нашиот денешен гостин. Велам добар ден и добре дојде за Александар Стојковски, градоначалник на општина Ѓорче Петров. Добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи и благодарам уште за поканата во вашата емисија. За да се надоврзиме на темата на која што ни е денешната емисија, само јас кажав дека вие немате проблем со недостаток на зелени површини, но размислувате да го зголемите. Да, кога станува збор за зелени површини, не само што е актуелна темата, туку и навистина реално потребата е секогаш поголема и не соодветствува на тоа што можеби го имаме во моментот, но убаво кажавте, планираме, иако кај нас се направи првиот мегапарк во градот Скопје со околу 50.000 метри квадратни површина во близина на реката Лепенец. Сега еве веќе спремаме нов мегапарк во Ѓорче на делот на кеот на реката Вардар, во близина на фудбалскиот стадион Млади Лавови. Тој ќе биде еден прекрасен објект, можам да го кажам слободно, бидејќи ќе означи една нова локација каде што Ѓорче Петровци. Јас денес имав можност да ги видам на цртите, за тоа и вака го кажувам. Навистина ми се допадна, огромна површина, приближно некои 20.000 метри квадратни во централниот дел на Ѓорче Петров, можност каде што ќе имаат луѓето простор за рекреација, за поминување на слободното време, нешто што навистина му фалеше на Ѓорче. Тоа е едниот проект за парк што го аплицираме уште во понеделник и исто така во скоро време сега ни се одобри проект со Европската унија, околу 5.000 метри квадратни нов парк во населеното место Волково, поточно на потокот на локацијата едена последна 22-ка, така го знаат локалното население, така да и тука ќе никне еден парк за прв пат, да речам, во тој дел. Паралелно, постојано сме активни околу делот за зазеленување. Ние само во последниве 6-7 месеци, заедно со македонски шуми и со општествено одговорни компании, успеавме на нашата територија да засадиме некаде околу 50.000 нови садници во локалитетот Кучково. Имавме акции за поширување со Европската унија, исто околу 180 садници. Мислам дека беше сега, имаме најава за уште 100 во наредниот период, дека актуелна сезоната, така постојано во тој дел и се размислува, но и се делува онаму каде што можеме. И не само што размислувате за зголемување на зелените површини, размислувате и за одржување на патната инфраструктура. Okay. Неодамна најавивте дека би требало до крајот на годинава во Ѓорче да нема неасфалтирана улица. Завршување на се она што беше почнато и нови 89 улици. Добро сте забележале. Тоа е од тие 89 улици се вклопени во 18 проекти кои што веќе ги аплициравме и се со вредност од околу 3 милиони евра, пари кои што ќе ги добиеме преку повикот од страна на владата на Република Македонија, и со тоа ги офативме во најголем дел улиците каде што живеат погусто населени, кои што се во руралниот дел на општината Ѓорче Петров, така да тоа што го ветивме Ѓорче Петров Верскал, навистина ќе го реализираме. Дополнително периодов, почетниот дел на годинава сме фокусирани во урбаниот дел на општината Ѓорче Петров, каде што со сопствени средства во дел со пари од првиот повик кои што беа успешно во моментов работиме на околу 25 улици. Да ги изразам, сакам кога влегуваме да ги сработиме сите работи верно мало. Започнавме во Дексион, во населбата Ѓорче 2, имавме фатено таму 5 улици, во местото викано Диво Мало имаме 13 улици офатено, во урбаната заедница Ѓорче Петров имавме 2 и големата централна улица Радушка, која што исто така фаќа повеќе урбани заедници. Продолжуваме во Даме Груев, исто да делуваме на одредени локации, понатаму ќе се префрлиме во вториот дел, да кажам, од годината во руралниот дел на општината, каде што во моментов се реконструира главната улица, улицата Волковска, која што ги поврзува сите овие населени места и е под надлежност на градот, но сепак е добро кога се реализираат еве проекти, да кажам, и од таа страна кој што ќе го овозможнат подоброто функционирање на луѓето. Инаку да, 89 улици, 20 километри
отприлика приближна должина на сите тие улици со нивни краци и мислам дека со тоа ќе затвориме еден голем инвестициски циклус во делот на патната инфраструктура во Ѓорче, така да во наредниот период понатаму ќе можеме уште повеќе се фокусираме на фините работи, паркови, игралишта, спортски терени и така. Она што е забележително е тоа дека минатата 24 година успеавте да ја прогласите за историски најуспешна во економски поглед, бидејќи беше реализиран од буџетот беа потрошени 76% од парите. Па видете, ние имаме тенденција на подобрување секоја година до сега и тоа ме радува и така сакам да остане. Минатата година беше најуспешна по делот на реализација и по однос на прибраните средства и во однос на реализација на планираниот буџет, со знаци дека службите добро ги испланирале, ги вклопиле и потребите и барањата на граѓаните, она што сме го сработиле. Оваа година мислам дека ќе биде историска, затоа што ќе имаме само преку повикот од владата околу 6 милиони евра инвестиции кои што ќе влезат во општината Ѓорче Петров и ќе се реализираат тука. Дополнително мислам дека приближно околу 4 милиони евра буџетски средства ќе бидат насочени директно кон капитални и би сакал оваа година со 600 милиони денари да завршиме во делот на капитални инвестиции. Тоа ќе биде навистина според статистика и според она што го имаме како податок најуспешна година за општината Ѓорче Петров и посакувам секој една понатаму да биде се подобро и подобро. Денес Министерството го извади списокот на општини кои што не аплицирале, не сте таму за среќа. Не сме, да. Делумно. Имате проекти, размислувате како да се подобри животот во општината. Но она што мене, да речеме, ми остави впечаток, дека како општина се борите против загадувањето на воздухот и вие сте прва општина со системска акција против загадување од отпадни гуми. Така е, не сме прва, морам се тука да не прва беше општината Аеродром, која што склучи договор на идентичен начин како што тоа го направивме. Ние видовме дека е нешто кое што може да функционира и многу позитивно бевме изненадени, бидејќи само во првиот акт на собирање она што го имавме ние складирано како отпадни губи кои што ги одложиле жителите, повеќе тони гуми беа однесени од страна на фирмата која што и тоа не ги чини ништо граѓаните на Ѓорче, тоа морам да го напоменам. Бидејќи имаме договор за соработка со приватна компанија, не чини финансиски средства од една страна, од друга страна се ослободуваме, да кажам, од тој отпад кој што инаку би чинело за да се одложи некаде онака како што треба. Тоа е едниот дел и не е само тоа, континуирано работиме. Ние сме првата општина што изработи физибилити студија за поставување на кровни фотоволтаични системи на целата кровна површина на нашите училишта и имаме план да инвестираме во по пат на приватно партнерство, да инвестираме во околу 2,4 мегавати фотоволтаици на кровните површини на училиштата. Паралелно работиме на проекти за замена на котлите на нафта со енергетски ефикасни системи за грејење. Сметам дека во оној момент кога сите наши објекти ќе бидат ќе се горат не на фосилни горива, туку ќе се греат на струја, дека навистина ќе постигнеме позначителен ефект во тој дел околу загадувањето. И кога сме веќе во овој дел, да споменеме дека набавивте 2 нови товарни возила, повеќе наменски за почиста животна средина. Па видовме од она што не беше потреба во секојдневното работење, дека навистина се потребни, ако немаме комунално предпријатие, имаме наши ангажирани лица во комуналниот пункт на општината Ѓорче Петров и навистина овие 2 возила во изминатиот период се покажаа како доста ефикасни. Еве размислуваме за набавка и на еден поголема машина, скип за постојано одржување на каналите. Во проект сме заеднички меѓуграничен со ДЗС, Дирекцијата за заштита и спасување, преку која што очекуваме ново возило Кипер, поставивме камери на местата на кои што имаме депонии и очекуваме и тие да дадат резултат.
така да се активираме и почнуваме да воведуваме нови технологии со цел да навремено се заштитиме и да ги превенираме сите овие несакани појави од делот на заштита на животната средина. Но освен она што се нарекува урбанизација на општината, вие се грижите и за жителите од неколку аспекти. Ја воведовте услугата итно копче за најстарите жители, а од друга страна пак по 7.000 денари за секое новородено во општина Ѓорче Петров. Да, имаме доста развиена социјална програма и секогаш има простор, значи таа да биде поголема, како што се зголемуваат нашите финансиски капацитети како општина, така секоја година верувам дека ќе бидеме во можност да ги зголемуваме обемот и вредноста на социјалните услуги кои што би ги нуделе како општината. За наша среќа, навистина постојат сериозни организации како што е Црвениот крст, кој што ги имам на многу професионално ниво, ги дава овие услуги, имаме одлична соработка, гледаме да ги офатиме сите возрастни категории, како што кажавте, даваме поддршка и за секој новороденче. Оваа година зголемивме таа помош за 40% и сега е негде околу 7.000 денари. Даваме еднократна парична помош, ги зголемивме помошта за лицата кои што се лекуваат или се болни од карцином. Итно копче, имавме услуга во домот, доскоро со UNDP, се надевам дека тој проект ќе продолжи и оваа година за прв пат ќе дадеме и помош на семејствата во кои што се вклучени лица со одредена попреченост. Сакаме и таа категорија да ја офатиме на наши граѓани и убаво е кога помагате. Знаете како, тоа сепак ние сме општина, ние сме дел од заедницата, односно ние сме факторот кој што обединува, кажам, заедницата и треба да мислиме на сите наши жители, посебно на жителите кои што доаѓаат од ранливите категории, бидејќи можеби имаат помалку опции во секојдневниот живот и треба ние на некој начин им го олесниме. Кога сме веќе кај новороденчињата, мене ме радува кога ќе можам да разговарам со некој од градоначалниците, а вие сте еден од меѓу нив кој што ќе се пофалат со изградба на нова детска градинка. Да. Во Дексион градите нова градинка. Дексион во тек е постапката за избор на оператор кој што ќе изгради, а инаку во моментов ја градиме новата детска градинка во Стопански двор. Ова во Дексион ќе ни биде втора. Посакувам до крајот на мандатот, ако успееме да барем да отпочнеме со реализација на проект или идејно решение за уште една детска градинка, да бидат 3, да не бидат 2, а секако за воиднина предвидуваме на повеќе места изведува на проекти за детска градинка, уште една детска градинка во Ново село, поносењето на новиот урбанистички план во СЗ-27, тоа е блокот. Таму ќе има можеби најголемата детска градинка ќе биде во Ѓорче, во дворот на основното училиште Димитар Повгеоргиев Беровски, и со тоа ќе ги затвориме сите позиции кои што би ни биле за детски градинки и ќе бидеме спремни, затоа што Ѓорче Петров за среќа има дечиња. Ѓорче Петров се урбанизира, се гради, со тоа доаѓаат нови семејства и на тие нови семејства ние мора да им пружиме, да речам, услови за да можат нормално да растат и да се функционираат како заедници. И од градинка децата потоа заминуваат во училиште. Така. Во училиштата ги реновирате подобите во моментов, но по 7 години 27 наставници од општината добија решение за трајно вработување. Па да, можеби тоа вака звучи долг период, навистина, и 7 години се 7 години се многу, има исполнети луѓето сите законски обврски добија тоа. Сега сме во постапка со уште 17 наставници да добијат решение. Знаете, кога вие ќе имате решение за постојан работен однос, ќе се осеќате посигурно и мислам дека ќе дадете повеќе, како ние гледаме веднаш наставниците што оној законски минимум го исполнат, да отпочнеме таа постапка со цел да добијат решение за трајно вработување, бидејќи лично сметам дека во тој период од 2 години имало доволно време ние да увидиме дали и како ја цениме работата на одреден наставник, кога веќе е во работниот процес, треба да биде соодветно вреднуван, затоа што училиштата и наставниот процес ни се врвен приоритет, тука инвестираме доста. Еве и на последниот повик аплицираме со проекти за доградба на 2 училишта. Ние отпочнавме меѓу првите со едносменско работење во повеќе училишта, 4 од 6 ни одат
во едносменска настава и видовме дека тоа дава многу добар ефект кај децата и кај семејствата. Сакаме во иднина сите училишта да ги оспособиме со капацитети доволни да одат во едносменска настава. Така да еве ќе кажам прв пат можеби јавно, аплицираме сега со доградба на основното училиште во населбата Хром, конечно не за секогаш да го решиме просторниот капацитет на училиштето кој што повеќе пати е надградувано, градиме таму нова спортска сала и со оваа доградба целосно ќе бидат задоволени капацитетите и за прв пат ќе се работи на доградба на основното училиште Јоаким Крчовски во Волково. Рамномерно гледаме да се инвестира во сите делови на општината. Секој еден жител ни е важен, секој едно дете ни е важно и битно е да бидат создадени овие услови за да сите деца имаат еднаков пристап и можности во својот развој и образование. И овде не можеме да не ве прашам, Ѓорче Петров го доби првиот регионален центар за деца кои го победиле карцином. Така е, тоа е проект од национален карактер, морам да истакнам. Ние го завршивме градежните работи. Тоа е прекрасен проект кој што ние како општина го реализиравме преку Центарот за развој на Скопски плански регион, а финансиски учествувавме општината заедно со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој, односно швајцарската влада. Успеавме еден монументален објект постар од 100 години да го целосно реконструираме и здраве Боже што е можно побрзо да му го вратиме животот со детскиот джагор во тие простори. Тука сме партнери со невладината САНО. Веќе размислуваме на концепти и модели понатаму како би било управувањето, бидејќи за прв пат едно вакво искуство имаме во државата и во регионот. И така да овој центар ќе биде, слободно можам да кажам, модел понатаму и за други центри како би требало од овој тип да функционира. Тој би бил центарот пред се за ресоциализација, за афирмација на дечињата, за нивно дружење. Не би имал, да кажам, здравствена компонента од аспект на лечење или посериозна некоја рехабилитација, но сметавме дека психосоцијалната поддршка на овие дечиња им е најбитна и најпотребна и на нив и на нивните семејства во таа фаза на лекувањето или послен фазата на лекување. И здраве Боже да видиме да почнеме, ќе ве повикаме да ги видиме првите резултати од престојот таму. Секако дека ќе бидеме присутни. Вака сега, бидејќи е ова изборна година, нема да ве прашам. Дали очекувате втор мандат, тоа треба да се реши на некое поинакво ниво, но кога ќе застанете и кога ќе погледнете што се сте направиле во овие 3,5 години, задоволен ли сте? Сум задоволен. И треба да бидете. Посебно морам да истакнам на вистина и да сум заблагодарам вака јавно и на моите вработени и на поддршката што добиваме постојано од заедницата, бидејќи беа и трпеливи во еден дел, додека не надминавме одредени структурни прашања финансиски кои што ги затекнавме, но ете, сето тоа е позади нас, се поминува. Знаете, доброто и лошото еден ден поминува, така да сега сме добри, работиме максимално и допрва, како што вика колега Торце, најдоброто допрва доаѓа. Ние се шалиме постојано со тоа, но и така е. Сите општини генерално создадовме подобра атмосфера и подобра атмосфера за развој и за работа. Сега кога имаме поддршката и од владата на Република Македонија, мислам дека во со многу побрзо темпо ќе се реализираат одредени работи кои што биле закочени годините наназад. И ќе имаме простор за работа, сега ќе видиме кој колку ќе се работи понатаму. Јас ви благодарам што денес одвоивте време и што бевте дел од нашата емисија. Ви посакувам многу успех во се што ќе работите понатаму и пред се посакувам задоволни жители на општина Ѓорче Петров. Ви благодарам и вам.